И здраво луѓе, добродошли во едно ново видео. Денеска почнуваме нов серијал. Имав шанса да добијам една стара соба, што ќе можам да ја реновирам и да ја трансформирам во моето студио и гейминг руба од соништата. Кој што може да видите, ѕидовите се жолти со флеки од цигари, така да ако едно нешто да заклучите од ова видео, ве молам, не пушите цигари. Значи, поради тоа што се жолти, мора прво да поминеме еден до два слоја со праймер. Праймер е како подлога на бојата. Сега ќе го покажам шишето, ќе земеме 1 литар праймер со 1 литар вода и таман ќе биде. Сега ќе го направиме тоа. И еве сега едно before пред да почнеме со било каква работа. Еве како изгледа собата сега за сега. Че може да видите ѕидовите колку се жолти од цигари, од никотин. Еве овој дел. Тука е поправано, преоправано тлавото. Се надевам дека ќе можам да го покрием убаво, дека нема да се гледа ништо од ова. Океј, сега ќе ги поместиме креветот и бюрото и ќе почнеме да ставаме најлонот за да не направиме флеки на подот или на нив. Океј, еве што ќе користиме за покривање. Обичен најлонот, че го имате сите продавници, бои, лакови и такви продавници. Сега ќе отвориме и ќе почнеме да го поставаме секаде. Значи, ова е праймерот што ќе го користиме. Земаме 1 литар од ова шиша, го истураме во една кофа и после во кофата додаваме 1 литар вода. Убаво ќе измешаме, после земаме зоваљак, ќе го поминеме цел ѕид да видиме како ќе изгледа. Ајде да почнеме. Ева, ќе почнеме со овој ѕид. Прво ќе залепаме на креп трака у средина, левата страна ќе ја поминам, десната страна нема да ја поминам, да видиме дали ќе забележиме разлика после само еден слој. Ајде. За прв слој не е лош, ќе видите колку убаво после ќе испадне од кога ќе го изфарбаме. Многу ми беше интересно каков ефект прави на плавата боја, само се надам дека убаво ќе се покрие. Ајде да почнеме да фармаме да видиме како ќе изгледа после само еден слој боја. И еве како изгледа после вториот слој боја. И тука веќе почнуваме со третиот и последниот слој. И еве еден афтер да направиме како испадна цела соба после 3 слоја кречење. Пишете ми во коментари како ви се свиѓа.
Мене не ми се верува дека ова е уште истата соба. И еве еден ASMR дел како ја вадам креп траката од сите штекери. Уште се мислам дали скроз да ги сменам, дека се многу жолтени, иако ги чистев. Ако некој знае како можам подобро да ги чистам, ве молам пишете ми. И време да оставиме тепихот и каучот, а во следниот дел ќе видите како ќе украсувам собата. Ако имате идеи како да украсам оваа соба, пишете ги во коментари. За сите што го гледате ова видео денеска на 9.11 во сабота од 8 до 12 вечер ќе биде мојот прв стрим од оваа соба. Фала и премногу на сите што гледавте ова видео. Не заборавајте да ставите лайк ако ви се свигаше како исчистив и искречив оваа соба. И се гледаме во следното видео со украсување.